Добро вечер. Петок, некаде 22 часот, вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембар, се користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов. Не стигнав ниту да се избричам, бев на некое патување, имав неколку средби, вчера и денес. Ви најавив дека или четврток или петок ќе биде објавена ова вонредна политичка анализа. Меѓутоа, во 20 минути, ајде да се обидеме да ги скицираме клучните точки на политичката реалност сега во Република Македонија, после она огромна трагедија во Кочани, во кој правец ќе одат. Така, маркираните политички точки 7, 8, 10, во некои наредни политички анализи, дополнително ќе ги доразработиме. Дали имате приметено нешто, дали приметите, дали може да извлечете одреден заклучок, што се случува во моментот? Ако ќе погледнете бројките на подкасти, емисии, одредени текстови, телевизии, интервјуи и така натаму, ќе забележите дека во само неколку дена просечната гледаност на сите подкасти, емисии или било што друго поврзано со Кочани е драматично намалена. Дали за 2 пати, дали за 3 пати, меѓутоа ако некои биле гледани 50-60 илјади, сега се 20-30 илјади. Некои ако биле гледани 100 и повеќе од 100 илјади прегледи имале, сега се намалени на 50-60 илјади прегледи. Тоа покажува две работи. Прво, знаете, ние се однесуваме исто како во војната 2001 година. Кога мислевме дека Тетово, дека тоа што се случува на Тетовското кале некаде 1000 или 2000 километри подалеку од Скопје, дека тоа нас не тангира, дека нас тоа не засега, дека тамо некаде далеку, без малку 1000 или 2000 километри од Скопје се случуваат сите тие работи. Па дури во Скопје, тамо кај што сега Фудбалската федерација на Македонија, се собираше народ, аплодираше на гранатите кои се испалува кон Рачиново. Нешто слично и сега се случува. Гледате, ние 5, 4, 6, 7 дена сме констернирани, сме во длабока жалост, значи сме потресени од тоа што се случува во Кочани, еднаш после тоа како ништо да не случило, како да тоа тамо некаде во Азербејџан или во Казахстан. Тоа е под број 1. Под број 2, ние навистина немаме не истражувачко, туку професионално новинарство и тие бројки кои доаѓаат поради сензационализам во еден временски период кога вие ќе ги сведете во некои нормални журналистички рамки, тие не може да ги дадат посекуваните резултати. Во екот на оваа трагедија во Кочани се додели наградата Никола Младенов за истражувачко новинарство. Младенов Никола ми беше пријател повеќе од 20-25 години. Јас сега, ако ви побарам еден истражувачки текст на Младенов, веројатно вие не би можеле да ми дадете таков текст, освен во раната фаза на неговата кариера. Меѓутоа, наградата која се доделува Никола Младенов е за истражувачко новинарство. Таа награда може да биде за се и се што. Најмногу да биде за слободна мисла, бидејќи тој беше бастион на слободната мисла во Република Македонија, но најмалку за истражувачко новинарство. Како се дефинира истражувачкото новинарство во Република Македонија? Под број 1, тоа е полициско новинарство, вас полициските структури ви кажуваат, вие се сведувате на полициски билтен, тоа ќе го испрочитате во разни политички емисии, подкасти и така натаму, и тука завршува целото во наводници истражувачко новинарство. Вториот сегмент на тоа истражувачко новинарство е USAID новинарство или новинарство со одредени грантови. На крајот на денот и во првиот и во вториот случај се работи за платено новинарство, да не речеме платеничко новинарство, така што ако треба да изберам помеѓу 4-5 најголеми измами во наводници кои се направени на македонската јавност, едно од тие измами е сигурно истражувачкото новинарство. Бидејќи секогаш кога ќе слушнете истражувачко новинарство, да знаете, тоа е или полициско новинарство, или USAID новинарство, пратено со оние грантови на американскиот буџет кои сега се укинати. Тамо некаде на почетокот на политичката криза, после големата трагедија во Кочани, значи 1 или 2 дена после тоа што се случи во Кочани, оној студентски собир пред филозофскиот факултет, гледате, таму имаше еден моментум кој јас не го искоментирав. Се говореше за протести, па кој ги организира, па кој ги прави и така натаму. Меѓутоа моментумот кога министерката за образование Весна Еневска се појави на тој собир, беше свиркана и го напушти собирот, за мене беше драматично индикативен. Не индикативен од аспект на тоа што беше свиркан и поради тоа што се замина, туку како изборот на Весна Еневска, иако имаше одредени најави, одредени спекулации дека можеби токму Христијан Мицкоски ќе сака да се појави, дека све било подготвено тој да се појави на тој собор и можеби ќе завршеше како Николај Чаушеску во Ромања. Не велам дека тој владе како Николај Чаушеску, неко како одредена технологија на можни политички разврски во Македонија, како што биле да речеме во Ромања или било каде во светот. Весна Јаневска по втор пат ви се јавува како лакмус,
како избран играч кој треба да ја тестира македонската јавност, кој треба да го тестира јавното мислење или расположењето на јавното мислење во Република Македонија. Весна Јаневска е првата од владините министри кој тамо некаде пред 8-9 години рече Република Македонија, Република Северна Македонија, и подоцна сите како папагали стана северџани, бидејќи тоа беше политичка реалност. Мицковски, Гордана Селјановска, Панче Тошковски, па по скратена постапка се менува закони во македонскиот парламент, по скратена постапка се моле или се информира граѓаните на Република Македонија да земат нови документи со името Република Северна Македонија. И сега Весна Јаневска се појавува да биде тестирано расположењето на јавноста после огромната трагедија во Кочани. Тоа покажува дека ниту една друга министарка од владата на Христо Мицковски не е во функција, не е разиграна, ниту министерката за енергетика Сања Божиновска, ниту министерката за финансии. Сите се тие адаптирани, се веќе некористни за Христо Мицковски. Тука требаше некоја министерка, жена, која ќе може да ја собери симпатијата на македонската, кој може да ја собери, да ја артикулира, да ја прими на себе и подоста, нели, да изменаџира таа трагедија, таа огромна драматична фрустрација и незадоволство на македонската јавност. Речи, повтор пат Весна Јаневска е пуштена во наводници први борбени редови, за да може таа енергија да ја детектира, да ја собери и да може да ја изменаџира. Што рече дека таа е дел на тој кичен кабинет на Христо Мицковски. Сума сумарум, Мицковски располага со многу малку луѓе, прво на кои може да им верува, второ кои се функционални и трети кои се подготвени да се жртвуваат за него, што е многу клучно во сите можни и идни политички вразовски во Република Македонија. Под број 3, Христијан Мицковски ќе биде среќен, ма како среќен, ќе биде еуфоричен, ќе слави ако може да направи знак на равенство или поврзување со протестите кои биле или кои можеби ќе се случат поврзани со трагедијата во Кочани и притисоците за промена на уставот или внесување на бугарите во уставот на Република Македонија. Ако Мицковски успее да ја продади таа приказна дека протестите се за да се изврши притисок врз него за промена на уставот на Република Македонија или некоја слична роља, нели, која беше и Милошевиќ кога падна после 5 октомври со негови изјави пред 5 октомври, тоа што Вучич го прави 3 или 4 месеци, како велат, не се руши Вучич поради Србија, туку Србија поради Вучич, заради тоа што, нели, еве сега во Војводина се протестира не поради 15 или 16 жртви, туку Војводина да стане не автономна покрајна, туку да прогласи независност во однос на Белград и Република Србија, или нешто слично сака тука да направи Христо Мицковски. Ако може да ве убеди дека протестите се прават за да се намали неговата позиција, да се ослабне неговата политичка позиција и тој да мора да прифати уставни измени, а тој тука како Александар Вучич да каже категорично Титово не на меѓународната заедница, дека може да прават колку сакат протести, може да прават какви сакат протести, може да прават што сакат и како сакат, меѓутоа тој е силен како бетон, силен како карпа, силен како стена, што би рекле овие негови пријатели на север во Србија, и тој нема да попушти. Како што не попуштил Вучич, а гледате Србите изгубија се и се што, така нема да попушти ни Мицковски. Како што го одбрани името Република Македонија, никога Северна, секогаш Македонија, така и нема да дозволи уставни измени во Република Македонија. Знаете, што е проблем? 20 години, посебно после војната 2001 година, по она што го правише СДСМ, па Бранко Цренковски, па територијална организација или подолба на Република Македонија, и тоа посебно ескалира во мандатот на Никола Груевски, кога велат доста странците ни се мешат во внатрешните работи. Ако не остаат сами, ние сами ќе се завршиме домашната задача. И еве сега не оставија сами. Посебно после изборот и победата на Доналд Трамп на изборите во Америка. Ние сме оставени сами, самцати на овој свет и гледате што се случува, па катастрофа. Еве толку можеме сами. Ако 34 години не оставеа сами, никој да не притиска, никој нешто да не бара од нас, никој да ни помага во наводница или да не одмага, ние ке бевме како Кочани. Всушност Кочани е парадигма на тоа сами да си ги решиме или сами да си ги средиме работа. Дури пред 3 години Бранко Цренковски недавно на неговите последни настапи во Македонската академија науки и уметноси, кој е дава домашната задача на Стево Пендаровски, тогаш председател на Република Македонија, како рече: еве можеме да претпоставиме дека нема да биде прифатен францускиот предлог и дека Република Македонија ќе биде оставена сама да си ги решава работите без да очекува брз прием или брзо членство во Европската унија. Ние
Треба да добиеме членство, но претходно сами да си ги решиме работите дома. Еве, сами ги решаваме работите дома. Никој не притиска. Никој ништо посебно не барона, никој протести луѓе не ни организира, а ние сме најслаби во нашата историја. И то покажа зошто 200, 300, 400 години назад ние не сме направиле ниту чорбаџеска класа, не сме направиле ни класа на богаташи, ни класа на капиталисти, претходно ни класа на феудалци, така натаму и така натаму. Ако немате таква класа, тогаш немате студентари, луѓе кои се пратени да студираат по овие престижни балкански или европски универзитети. Ако немате таква класа, тогаш нема да има ни протести, бидејќи левичарските идеи се секогаш иманентни за млади луѓе и се иманентни за луѓе кои се образуваат. А без во наводници левичарски идеи, како веќе ги грушевте кралските семејства во Европа и на Балканот. Оставени сами, ние не знаеме каде одиме и всушност во тоа незнаење ги правиме сите катастрофални грешки. Четвртата и петтата теза ќе ги споиме во едно. Четвртата теза, например, е улогата на навијачките групи во сите протести, тука во Македонија, на Балканот и било каде во светот, и втората е улогата на БИА или Безбедносна информативна агенција во овие протести кои се случили или кои можеме да очекуваме дека ќе се случат во Република Македонија. Навијачките групи и тука, и во Бугарија, и во Хрватска, во Белград, посебно рушењето на Слободан Милошевиќ, се секогаш погонско гориво на одредени протести. Па и кога е шарената револуција, тоа е 2015-2016 година, на главните протести, дали Мартин Нешковски, дали некои слични протести кои беа организирани после емитувањето на дел од бомбите по тој проект Вистината за Македонија, беа вклучени навијачките групи, дали на работнички, дали некои други навијачки групи преку нивните лидери кои има одреден политички ангажман тука во Македонија, во одредени политички субјекти. ВМРО ДПМН, значи веднаш после освојувањето на власта, сакаше да воспостави контрола врз одредени навијачки групи. Првенствено се мисли навијачките групи комити кои навиваат за Скопски Вардар. Ставија прв човек на Скопски Вардар и тој требаше да го исконтролира целиот тој процес, да имат контрола и врз Вардар, бидејќи без Вардар вие тешко може да победите на локални избори во Скопје, и под број 2 да имате контрола на навијачките групи. Што се случи? После 30 дена тие исти навијачки групи протестира или на Facebook се заканува бар оставки на луѓето кои ВМРО ДПМН ги стави на чело на фудбалскиот клуб Вардар. Сума сумарум, ВМРО ДПМН е некапацитетно да спроведе одредени протести или одредени процеси во Република Македонија. Првенствено во ова наша сегашна анализа како да ги контролира навијачките групи. Меѓутоа овие другите се толку неспособни, многу понеспособни од ВМРО ДПМН, така што и неспособната политика на ВМРО ДПМН да ги контролира протестите, процесите, навијачките или било какви други групи кои може да учествуваат во тие процеси, се покажа дека се поефикасни во споредба со ова неефикасност на СДСМ. До толку повеќе што на протестите во Белград, а бога ми сега на протестите во Република Македонија, какви да се, дали се 5, дали се 10, дали се 15.000, бројката не е битна, говориме за суштината, не ви се појавуваат навијачки групи. Тие сега се приклонуваат кон протестите без разлика дали се навијачите на Партизан, на Црвена ѕвезда или тука во Република Македонија било кои навијачки групи. Тие протести или тие процеси ги водат студентите. Затоа ви е тешко сега да обвините БИА, ЦИА, МИА, Ми-6, Ми-7, Ми-15 и така натаму, бидејќи не гледате кои се тие што организираат. Вие лесно би прифатиле да можете сите тие протести или процеси да ги канализирате, да ги персонализирате, ги прави српската опозиција, ги прави македонската опозиција. Не, ги прават студентите. И секогаш кога вие ќе трните кон студентите, тогаш ќе завршите или како Јосип Брз Тито во најдобра улога или роља да излезе да им се извини на студентите, видите колку бил доблесен и колку бил политички интелигентен, тоа е клучно. Излегол пред студентите, ги пушта сите своји соработници низ вода, им се извинува и го издишува балонот. Овие наши лидери не може да се извинат на студентите, бидејќи не чувствува дека нешто сгрешиле. Ако вие не чувствувате дека нешто сте сгрешиле, односно дека сте безгрешни, тогаш власта не можете да ја делите со некоја во наводници аморфна маса која е со студенти, бидејќи нивните барања не ги третирате, ни подразно не ги ставате нешто да ги анализирате. И доаѓаме сега на полето на инструментализацијата на протестите. Имаше еден текст или еден Facebook статус на еден лидер на политичка партија, тоа беше некаде пред 4 или пред 5 дена, јас ќе го цитирам тој Facebook статус интегрално. Тежиштето од геополитичката криза во Србија, која врвот го имаше вечерта на 16 март, случајно се преле истата вечер во
Република Македонија. Значи во Белград на 16 март, тоа е сабота попладне, има огромни протести, по некои слободни проценки помеѓу 280 и 350 илјади Срби, белграѓани излегува на улиците во главниот град на соседна Република Србија. Неколку часа после тоа се случува огромната трагедија во Кочани. И сега почнува целата таа инструментализација, србите ќе се вклучат, па србите дали нешто направиле, па дали тоа нешто ќе го искористат така натаму и така. Натаму и доаѓа, нели, ова подкастче кој јас го анализирам така периферно во некој емисија, вели дека ти имали информации дека 20 или 30 припадници на БИА дошле во Република Македонија и внимавајте, дошле во Шкоди, иако они знаат дека Шкоди користи српската полиција. Па какви возила користи македонската полиција? Какви возила користи македонската влада? Исто така Шкоди. Видите, и 92-93 година, кога е повлекувањето на Југословенската народна армија, се правеа најразлични анализи како JNA ја напушти Република Македонија и ние сме сега безбедни и сигурни, бидејќи структурите на JNA, читај КОС, читај УДБА, односно сегашна БИА, се заминете од Македонија дека ништо нема да се случи. Па замина војската, но остана нивните структури, нивните инструменти, нивната логистика, нивната мрежа тука во Република Македонија. Па што е со децата на тие кои замина, кои биле дел на JNA, кои биле дел на УДБА, кои биле дел на КОС? Па те се или угледни правници, или угледни суди, или угледни бизнисмени, или дел на политичкиот естаблишмент на Република Македонија, со блиски релации со ВМРО-ДПМН, блиски релации со СДСМ, блиски релации со Македонската православна црква. Може и БИА да се повлечи со 100 авиони како американците од Авганистан. Нивните деца и нивните мрежи остануваат тука во Република Македонија. На крајот на криштата, таа БИА не може да ги контролира процесите и протестите во Република Србија. Тамо се случуваат процеси надвор од Вучич, надвор од БИА, и сега кога не може да си ги реши, да си ги среди процесите и протестите во Србија, ќе учествува во разгорување на процесите и протестите тука во Република Македонија. Знаете ли што е суштината? Да ве обесхрабрат не да протестирате, туку гласно да размислувате. Да размислувате со своја глава, да гледате во кој правец оди Република Македонија. Бидејќи ако успее ресетот во Кочани, а да излезат да протестират во Кочани сега, ќе протестират колку против ВМРО-ДПМН, толку и против СДСМ, и ако успее ресетот во Кочани, тога зошто да не успее ресетот во цела Република Македонија? Да не мора да им барате ресет во Република Македонија, тие мора сите заеднички СДСМ, ВМРО-ДПМН, БИА, ЦИА, кои ли се уште не, да работат, да биде уништен на ресетот и било каква шанса тој ресет да успее во Кочани. Под број 6, а за мене исклучително важно, затоа ова ќе издвојам како една од овие смерници или точки на политичката анализа. Јавниот обвинител Љупчо Коцевски го врати случајот во Кочани, бидејќи Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, и Христан Мицковски на нивните први пресконференции говореа за Министерство за економија, пазарен инспекторат, за се и се што, ДСК, МСК и така натаму и така натаму. Љупчо Коцевски влезе и надвор од оваа структура, приведе 3 последни градоначалници на Кочани. На тој начин целата таа истрага е сведена на локално ниво во Кочани. Ако истрагата се сведе на локално ниво во Кочани, тогаш ќе се најдат сите траги на замешателство на Министерство за внатрешни работи, на владата, на политичките субјекти, на ВМРО-ДПМН, на СДСМ, на локална власт. Длабока држава, нели, која нема во Кочани и која има секаде на друго место во Република Македонија, со сведување на истрагата или со вклучување во истрагата на 3 последни градоначалници на Кочани, всушност Љупчо Коцевски сака целата истрага да ја сведи на територија на Рамниште на Кочани, и кога вие ќе ја сведите истрагата на Рамниште на Кочани, тогаш, знаете, нема да биде Крешник Бектеши виновен за тоа што се случува во Кочани, да, ќе биде виновен процедурално, околу лиценца, околу издавање лиценца, прекршување на процедури, така натаму и така натаму. Значи, тие не се невиновни. Тие се виновни, но не се клучни во целиот овој процес. Целиот процес да го вратите во Кочани, кога ќе вратите во Кочани, кога на лице место ќе видите што се случило, како случило, кој правил, кој не правил, зашто правил и зашто не правил, тогаш многу работи ќе станат појасни. Нели да ја пополнам или да ја спојам ова со претходната теза или со претходната мини анализа. Има 2 макроспинови кои се прават во Република Македонија.
Првата е албанците се виновни за се, чите и со помош на американците и сите други кои стојат за албанците. И второ, дека БИА прави се, растур систем, рашум прави тука во Република Македонија. Албанците во наводници или шиптарите се виновни за се, кои тоа е една политичка мини анализа која напише еден мој пријател кој гостувал во емисијата во Центар. Делумно, многу малку одговара на вистината. Знаете, кога вие ќе се движите помеѓу тие два мегника, албанците се виновни за се, и БИА постојано ви прави процеси тука во Република Македонија, тогаш вие всушност се протнувате помеѓу приказната за албански свет, голема Албанија, и приказната за српски свет тука во Република Македонија. Ниту албанците се виновни за се, ниту пак БИА станува и легнува правејќи ни протести и процеси тука во Република Македонија. Клучно е ние точно да дефинираме што ни се случи, како ни се случи, каде ни се случи, кој е виновен, првенствено кривично, после и политички, и кога таа домашна задача ќе се завршиме, тогаш ни албанците ќе ни се виновни, ниту пак БИА ќе може да ни прави панајур, циркус, растур систем тука во Република Македонија. 6 или 7 теза. Венко Филипче не бара оставка на владата, не бара политичка одговорност, туку бара лидерска средба, и на таа лидерска средба всушност ќе му соопшти на Христијан Мицкоски кои се барањата на СДСМ, односно на Венко Филипче. И имате на една национална телевизија, вчера или завчера, одредени настапи на Гордана Селјановска и на Венко Филипче, кај што Гордана Селјановска со полна уста го фали однесувањето на Венко Филипче, и во тој временски период на социјалните мрежи ви се појавува теза дека Арбен Теравари ќе даде оставка на министерската функција и дека ќе го напушти Влен, а Влен ќе остане во владата на Република Македонија. Па ако Арбен Теравари ја напушти министерската функција за здравство, ви имате готов производ, министер за здравството е Венко Филипче, само да се официализира таа владина коалиција, која сега тајна да стане јавна, да одат заеднички на избори и откако ќе одат заеднички, односно секој посебно на избори, да се постигне одреден резултат и тогаш партијата СДСМ да биде сведена на Знам Струмица, и ако Знам има 2 министерски места, да има и СДСМ во некоја идна влада после локални и евентуално заедно со предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Имате теза 7 или 8, каде што ова машинерија на ВМРО ДПМН ги споменува сите синчиња комунистички деца или деца на комунизмот, мислејќи на функционери на СДСМ и дека сега е времето нивните синчиња или нивните деца да ги заменат татковците во политичката битка против ВМРО ДПМН. Па се споменува синот на Љубомир Фрчковски, па синот на Владо Бучковски, кој учествувал во овие протести кои се случија во Скопје пред една недела. Се споменува и самиот Венко Филипче како син на поранешен министер во влада на Бранко Цренковски. Единствено синче кој не се споменува е синот на Ѓорги Спасов. Ѓорги Спасов, кој беше министер за правда тамо нека 97-98 година, беше генерален секретар на СДСМ во мандат на Бранко Црвенковски, беше амбасадор на Македонија во Велика Британија, односно во Лондон, амбасадор на Македонија во Република Бугарија, и тој е човекот кој прв бара оставка на Владо Бучковски после губењето на изборите 2006 година. Пучот или превратот кој Бранко Цренковски го прави во СДСМ 2006 година на Конгресот во Македонскиот народен театар, кога Радмила Шекеринска го заменува Владо Бучковски, прв кој бара оставка на Владо Бучковски, тоа го прави Ѓорги Спасов како амбасадор на Република Македонија во Велика Британија. На тоа се налепува Љупчо Ордановски кој е амбасадор на Република Македонија во Вашингтон, кој бара Бучковски доста на чело на СДСМ, почна одреден конфликт партиски преку овие амбасадори и Никола Груевски, влата на Бранко Цренковски, со Бранко Цренковски како претседател на Република Македонија, го враќаат Ѓорги Спасов од Лондон во Република Македонија. Последните 7-8 години Ѓорги Спасов и синот Никола Спасов водат пиерот на СДСМ или се клучни играчи во пиерот на СДСМ. Пиерот на СДСМ кој ги носи од тежок во уште потежок пораз, се гледате ВМРО ДПМН воопшто не го спомнува Никола Спасов. Го спомнува синот на Фрчковски, го спомнува синот Венко Филипче на Филипче, ги споменува сите можни синот на Владо Бучковски, но не го споменува синот на Ѓорги Спасов. Еве го синот на Љубомир Фрчковски, Јон Фрчковски. Како вели Јон Фрчковски, фала, благодарам на семејството и пријателите за поддршката во целата гнасна хајка, во која ме втурна платениците на ВМРО ДПМН. Значи, во целата ова хајка, одредени снимки, видео, материјали, одредени снимени фотографии, кога е тој дел на раководството на ПУИК, кои се сега објавени на социјалните мрежи, тој ги обвинува платеници на ВМРО ДПМН. Дали можат луѓе од
редот на ВМРО-ДПМН да се платеници на ВМРО-ДПМН? Апсолутно не. Тие се симпатизери или поддржувачи на ВМРО-ДПМН. Што ќе рече дека најверојатно луѓе кои се блиски на опозицијата или луѓе кои се блиски на СДСМ, се платеници на ДПМН и така тие фотографии, знам како тие фотографии завршија врват на ВМРО-ДПМН. Фотографии кои се направени пред 2 или пред 3 години. Меѓутоа, ајде да направиме одреден инженеринг зошто тоа се случува. Под број 1, Љубомир Фрчковски го враќаат од Њујорк во Република Македонија, дава 2-3 интервјуа, дава интервјуи во емисијата во Центар. Тоа не постигнува еден таков ефект и некаде пред една недела тој е првиот кој бара политичка одговорност на Мицкоски, политичка одговорност на министер за внатрешни работи и директно обвинува македонската полиција дека таа е виновна за тоа што се случи целата таа хаварија во Кочани. И само 1 или 2 дена после тој телевизиски настап на Љубомир Фрчковски се вади аферата за неговиот син Јон Фрчковски. Ако таа снимка направена пред 3 години, зарем мислите дека ВМРО-ДПМН, ако располага со таква снимка, ќе издржа 3 години да не објава таа снимка? Значи настапува Фрчковски, некој им ја дава снимката, што ќе рече дека некој близок на Фрчковски со кој тој работел во ПУИК, со кои се сопартици или се политички блиски, се пријатели, ја направил таа фотографија. Знаете, некој да ви направи таква фотографија треба да бидете многу близок со него и таа фотографија доставува до ВМРО-ДПМН. Случајно човекот кој е направил фотографијата и ја доставува до ДПМН, работи во фирмата која заедно со Мицковски учествува во овој проект на мали и на средни хидроцентрали во Република Македонија, кај што Мицковски, нели, до пред да стане лидер на ВМРО-ДПМН и премиер на македонската влада, имаше одредено акционерско учество. Така стојат работите. Фрчковски сега не му треба на Зоран Заев. Зошто? Бидејќи Зоран Заев со Венко Филипче зад завесата работат на тајна коалиција со Христан Мицковски, се обидува да му помогнат на Христан Мицковски да преживее, а не да барат негова оставка или негово политичко заминување и евентуално по изборите да станат мал коалиционен партнер во многу помала мерка да биде реализирано тоа што Зоран Заев го бараше од Димитар Ковачевски некаде пред 2,5-3 години. И еве ги децата на Бранко Царенковски, тоа што го имав најавено последната политичка анализа, дека ова ќе има некој работен наслов. Бранко Царенковски го спасува Христан Мицковски, всушност Христан Мицковски го користи целиот вокабулар и целата таа некоја пиеса, представа која правеше Бранко Царенковски во собранието на Република Македонија, борба против октоподот, Христан Мицковски или ние или тие, ќе не биде или нема да не биде. Зоран Јовановски. Зоран Јовановски беше подпредседател на Бранко Царенковски, кој Бранко Царенковски е председател на СДСМ тамо некаде пред 2009-2013 година и е против кандидат на Зоран Заев на Конгресот на СДСМ 2013 година. Прв тој излегува, пишува статус на Фејсбук, кај што вели ова е битка на честните против нечестните, во наводници го цитира Христан Мицковски и како вели дека нечестните ќе бидат изненадени, односно на крајот на изненадување на нечестните, честните ќе победат. Мораме да победиме, гледате, тој вели мораме да победиме, како да е дел на некаква власт, како да е дел на некаква заедничка коалиција со Христан Мицковски, па тој со поголем жар пишува тука на Фејсбук дека мора да се победи во споредба со Тимчо Муцунски, Александар Николовски, сите овие кои се Владо Мисајловски, кои се министри во влада на Христан Мицковски, тие не си дозвола таква една политичка екзалтација дека ќе сме победиле во битката против нечестните, они нели се честните, тој прв пушта нога. Па ви се појавува Никола Димитров, исто така дете на Бранко Царенковски. Го задржува да биде амбасадор на Македонија во Соединетите американски држави. Кога Бранко Царенковски председател, тој амбасадор во Америка доаѓа на признавање под уставно име во вториот мандат на Џорџ Буш помладиот и тој вели во нашата Македонија денеска мора да се издигнеме над партиските поделби, значи нема потреба партиски поделби, СДСМ ВМРО треба ВМРО нели да се остане на власт, да се издигнеме над партиските поделби, ајде да сме заедно. Кога да слушате Христан Мицковски, значи тој е второто дете на Бранко Царенковски. Третото дете на Бранко Царенковски, кој е подпредседател на СДСМ кој Царенковски е председател 2009-2013 година, Гордан Ѓоргиев. Откако ќе го направиме тоа, нели да се расчисти што треба се расчисти, ќе треба да им дадеме полна поддршка. Полна поддршка, внимавајте на зборот, полна поддршка на овие што се сега во позиција да го направат тоа, место нас да расчистат со корупцијата, а во позиција се да го направат тоа затоа што и тие се преплашени и тие се пеплосани, предпоставувам дека се согласувате, нели ние треба да се согласиме со него, дека и тие се луѓе, верувајте, сурово политички кажано, никој не сака ваква хаварија на 9 месеци од почетокот на силен мандат. Значи тоа е третото дете на
Бранко Цренковски или четврто дете. Може тоа го прави Бранко Цренковски, може би тоа го прави Наташа Сава. Гледате, како одеднаш ви се издишува целиот балон. Не треба да има поделби, па не треба да има протести, па не треба да се бара политичка одговорност. Тоа што го бараше Мицковски, Панча Тошковски, имаме 7-дневна жалост, тие ќе излегуваат, ќе кажуваат што сакат да кажат, ќе прават политички маркетинг. Дел на тој политички маркетинг им го руши јавниот обвинител со притварање на тројцата последни градоначалници на СДСМ и на ВМРО во градот Кочани. Меѓутоа, ако ние жалиме, ако сме во некоја тага, 7-дневна жалост во Република Македонија, тие ќе излегуваат, ќе ни кажуваат, тие ќе спинуваат преку овие политички емисии, подкасти ќе ни кажуваат што треба да се кажи, преку овие емисии на национални телевизии ќе не смируваат, не треба да снимаме, не треба да објаваме, значи ништо не треба да правиме. Овие сега деца на Бранко Цренковски се вклучи во целиот тој процес за да можат да го умртват, да го анестезират и она ткиво на СДСМ кој може би дала некоја подршка на протестите. Зошто? Бидејќи сите всушност се плашат не дали ќе биде ресетирана Македонија, туку дали тие ќе бидат ресетирани и пуштени низ вода. И последно, но не и најмалку важно, децата на Зоран Верушевски. Не мислам на синот Александар Верушевски, мислам на децата братиславска врска на Зоран Верушевски. Текст во портал кој е финансиран со британски пари. Британците ќе го рушеле Мицковски, тоа кажува новија тајни состаноци во Белата палата, исто како што ќе рушат нели Александар Вучич, меѓутоа гледате во портали финансирани со британски или делумно со британски пари одреден став. Оно што е различно од претходно, внимавајте, оно што е различно од претходно е што надлежните институции презедоа многу брзи и енергични акции. Тоа како да опиша самиот Мицковски, но ова го пишуваат децата на Верушевски, кои продолжаа да транзитират и да кохабитират со власта на Никола Груевски на чело на највлијателниот македонски дневен вестник во мандат на Никола Груевски, кој сега згасна, дел на МПМ групацијата, и сега како главни уредници, како главни колумнисти, како главни пишувачи во овие портали, угледни портали, вела дека ваква акција не била спроведена у Македонија 34 години. Брзо, енергично, на расчистување со криминалот и корупцијата. Значи, може ли нешто да се случи во Република Македонија без инсталациите на Зоран Верушевски да бидат ставени во одредена функција? И претходно беше нели објавена она снимка, она видео на првите луѓе или на првиот човек на Инфомакс со Зоран Заев. И многу ми навелат, ти имаш нешто со Инфомакс? Не, немам. Наместени се дечките. Дали биле свесни или несвесни, тоа е небитно во целата оваа работа. Кој гарантира дека Зоран Заев не го снимал тоа? Кој гарантира дека Зоран Заев не го пуштил тоа? Како што му смета Љубомир Фрчковски, кој бара оставка на Христијан Мицковски и на владата на Христијан Мицковски, може би им сметат овие портали каде што тој во наводници инвестирал. И гледате како ќе ги дисциплинира. Сега сите не се за протести. Може да има протести, ама знаете, внимавајте да не бидете искористени, да не бидете злоупотребени. Под кого бевте злоупотребени овие изминати 1, 2, 3, 5, 10, 15 месеци? Под истите тие кои ќе ги фатат како лисица во кокошарник, ќе почнат да бидат, знаете, како оние мисици кои се појавуваат на изборите за мис во светот, кај што тие го гледат светот да бидат сите здрави, прави, да нема некој кој нема живеат лошо, сиромашно во светот, сите да бидат срекни, сите да бидат богати, сите да бидат задоволни, љубов секаде во светот. Некој ќе ве фатат живи, тоаш така сте како мисици на македонската медиумска и политичка сцена. И последно, Горедана Селјановска, па не знам дали приметивте, сите СДСМовски играчи се сека Горедана Селјановска. И советничка, и Совет за безбедност, па дури они несреќен Джевдет Каредини го ставија таму да биде член на Советот за безбедност на Република Македонија. Сите деца на Бранко Цренковски се сега околу Горедана Селјановска. Тоа што не можеше да го направи Стево Пенаровски, очигледно може да го направи Горедана Селјановска. Гледате, тоа е моделот. Стево Пендаровски, кој има полициска и ВМРО-вска кариера пред да стани председател од редовите на СДСМ, и Гордана Селјановска, која има не толку полициска, секојаш блиски биле тие полициски структури, не до неа, туку до незиниот сопруг, СДСМовска, во наводници комунистичка кариера, пред да стани председател од редовите на ВМРО-ДПМН. А кој стои позади? Па нормално. Судба, наша удба и структурите за кои претходно во овие 10 точки кажавме. Тоа е суштината. Немојте да барате виновници надвор
од тоа колку сме ние способни или неспособни. Се гледаме недела, во недела има одлично интервју. Бидејќи тука овие шампиони ја развија тезата дека БИА сака да ја дестабилизира Македонија, ние во недела ќе ви пуштиме интервју кај што кажуваме дека БИА работела на промена на власта во Република Македонија. И тоа ќе кажат луѓето кои се главни играчи на БИА задолжени токму за Република Македонија. Че до недела, до вторник, гледате, јас ви знакажав анализи, ќе испадне дека јас можам да штанцам анализи, повеќе јас можам да штанцам анализи, отколку што Добрица Чосич можеше да пишува романи. Се гледаме недела и вторник 20 часот и 30 минути.